недела во 3 во 2018 година. Ние сме веќе предновогодишно расположени. Помалку срцето ни чука забрзано, ги трошиме последните часови од оваа за некој чудна, за некој убава, за некој не баш добра година, но како и да е, се што не беше добро оставаме позади нас, а пред нас ги ставаме само нашите желби и сите наши планови кои што сакаме да си ги реализираме и да ни се остварат во 2019. Денеска е 364-тиот ден во оваа година, како што реков, последно издание и имаме една супер женска тема во која што сум сигурна дека и вие ќе ни се вклучите. Што да ви кажам? Можам само на почеток да ви кажам дека ви одбрав прекрасни гости, како што и секогаш на Еден ТВ тоа можете да го добивате 24 часа дневно. И тоа моите женски гостинки се пред се, немаме денеска машки гости, но очекуваме такви од спротивниот пол на нашата телефонска линија, која што ќе ни биде за цело време отворена, се до 16 часот и 30 минути. Значи, темата за денеска ни е зошто жените, ама баш секогаш мислат дека се во право, дури и тогаш кога не се. Зошто за жените неретко се коментира дека тие се 3 дена пред ѓаволот родени? Зошто за жените се вели од памтивек дека тие се на Господ белјата и уште многу на други зошто имаме денеска да одговориме? Ќе се обидеме да не бидеме пристрасни, да бидеме забавни, да не го напаѓаме спротивниот пол, бидејќи без нив не можеме. Сепак во природата и во универзумот мора да постои баланс. Моите гости ќе ми помогнат во сето тоа, можеби помалку и ќе се конфронтираме, но затоа го чекаме и вашето мислење. Додека да ви ги представам моите денешни гостинки, Џулија Акустик се секогаш расположени тука. Драги мои, добивате се повеќе комплименти за вашето музицирање, затоа што сте уникатни, посебни и многу поинакви од многу други бендови, мали или големи. Пред се затоа што сте акустични и затоа што звучите перфектно во живо. Повелете со една музичка номера да си го отвориме последното издание за оваа година, ве сакам.
She's up all night till the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night. We've gone too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun, I'm up all night to get down. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun, we're up all night to get down. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night. Прекрасно, Јуле и Дарко, ни го направивте денот убав и стартот на ова последно издание. Уште поубав би рекла, се што е со музика за чинето, навистина е посебно и навистина добива една друга тежина и друга енергија. Ви благодарам. Темата, како што ја кажавме, е врзана со жените и со нивното право, а бога ми тоа е секогаш на завидно ниво. Денеска на женското право го притискаме копчето на најјакото, а ги чекаме вашите ставови и размислувања околу темава, но до тогаш сакам да си ги поздравам и да ви ги представам нашите и ваши денешни гости. Сигурно се сеќавате во времето, верувам дека ви има и такви, кога на овие простори постоеше само еден канал до 2. Значи, немавме многу што да бираме со далечинското на нашиот телевизор. Гледавме првата програма на македонската телевизија и тогаш едно од најпопуларните, едно од најмаркантните, едно од најубавите ТВ лица на тие простори е нашата денешна гостинка, господјата Снежана Липковска. Добре ни дојде и ти благодарам што ја прифати на прва нашата покана и што ни ја разубавуваш денешната предновогодишна емисија. Добар ден и на гледачите и тебе и благодарам што ме покани во оваа емисија. Секогаш си. Прв пат сум овде. Амбиентот е фантастичен, можам да кажам. Навистина. А што е и видов еден колега со кој сум работел уште на Охридска телевизија. Одлично, одлично. За тоа што работиш сега, бидејќи си неуморна и се уште работиш, Да. и во твојата 8 деценија ќе зборуваме ние малку Која подоцна. осма, чекај? Не е 8, 7 е? 7 е, се извинувам што ти додадов некоја година, но тоа значи дека вода можат да ти носат и оние кои што се многу децении погоре од тебе. Извини ме. Не, нема проблем. Да, сакам да ја поздравам и Кате, нашата позната Катерина Ангеловска, која што е мотивационен тренер за личен раст и развој, инаку автор на 2 книги и дама која што ми ги разубавува секојдневието на многу луѓе кои ги читаат книгите, кои доаѓаат на незините предавања и така натаму. Добре ни дојде и ти. Добро ве најдов. Суза, ти благодарам на оваа покана. Многу сум среќна што сум дел од денешното последно неделно издание во оваа година, 2018 година. Ја поздравувам цела екипа, студиово е фантастично, се надоврзувам исто на коментарот и знам дека ќе уживаме, затоа што со тебе е секогаш вистинско уживање. Ти благодарам многу. Ти благодарам. Снежка, Молим. каква е женската правдина? Се носи ли некој маж? Може ли некој маж да се износи со тоа кога жената ќе запне да убедува дека е во право и дека не попушта ништо помалку од тоа? Може. Знам и такви. Ја не се слагам со тоа дека жената мора секогаш да биде во право. Не. Нормално, еве, ако тргнам од мене, ако не сум во право, јас се признавам. И мислам дека со тоа ги омаловажуваме мажите. Ако велиме дека не се во право. Да. Они се многу по, како да кажам, поосетливи.
на таа тема. Да, но многу теории тврдат дека мажите се како деца, дека понекогаш треба со нив да се однесуваме како деца, да не ми земат за зло мажите. Па добро, не секогаш, некогаш и треба. И не со сите. И не со сите, зависи од многу работи. Така. Се слагаш? Да, ова е многу интересна тема и е навистина поттик за размислување и она што навистина представува женската наша енергија и мудрост. И троштина. И троштина, но јас би повеќе би рекла дека е мудрост. Сметам дека години наназад сме дел од една колективно размислување кое што ни е наметнато во однос на она на почетокот што го кажа, нели дека жената е родена 3 дена пред како беше она? Пред ѓаволот. Да, ма тоа постои во тие народни мудрости, да. Тоа постои во тие народни мудрости, но јас ќе кажам дека женската енергија е она креативна енергија. Затоа и ние често пати знаеме да кажеме дека сме во право, затоа што ние сме креацијата, ние сме она што го носиме како основа на сепостоењето, на создавањето всушност на сето она што го гледаме. Пати. Да. А не секогаш. Не, да. А машката енергија е всушност она што ние сакаме да го искреираме и само ја носи свесноста во форма. Они се тука да ни помогнат во нашиот креативен дел и се додека го имаме оној баланс помеѓу машка и женска енергија, за која што и ти пред малку исто кажа, сме во добра релација и сме во добра позиција. Но кога има дисбаланс, кога ја имаме онаа и троштина што ја кажа дека ние сме нели попаметните, дека ние се знаеме, тоа е веќе зборуваме од можеби повеќе од состојба на его, него што зборуваме од состојба на она душевна мудрост што ја носиме во нас. Да. Ајде ги повикаме ние гледачите, можеби тие имаат некое друго размислување на темава или можеби пак нешто ново ќе ни предложат во врска со креирањето на темиве, но како и да остануваме на тоа, дали жената навистина секогаш е во право, дури и тогаш кога не е. Телефонските линии ги гледате на дното на екранот и ние ви ги очекуваме вашите јавувања. Очекуваш машки или женски гледачи? Подеднакво очекувам. Мислам дека е добро да има машки, затоа што треба да има баланс. Затоа што сме овдека жени во студиото. Но се мислам дека првиот гледач ќе биде жена. Такво ми е чувството, можеби и грешам, како и да е, ние ги очекуваме нивните вклучувања. Знам дека е време ручек, дека можеби многумина овој 7 ден во седмицата или предпоследен во годината го користат за семен ручек, така. Се видат со луѓе, да одат на ручек, да испазаруваат и така натаму, сепак еве го сигналот и го имаме првиот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден, ве поздравувам сите во студиото. Ви благодарам. Кој ни се јавува? Ненат е овде. Ненат од Кочани? Не, од Свети Николе. Од Свети Николе. Јас мислев дека е нашиот гледач кој што ни се јавува често пати. Како и да е... Да, јас сум. Истиот гледач. Одлично, значи јас сум била грешка. Да. Да. Ненат, многу ми е криво што не се слушнавме после твоето јавување минатиот пат, затоа што беше запишан погрешен телефонски број во режијата за да ти го доставиме подарокот кој го доби, но тој ти стои, да знаеш. И така да денеска имаш уште еден подарок заедно со тој истиот, но те молам внимателно кажи го бројот во режијата за да можеме да ти ги доставиме до Свети Николе подароците. Кажи ми какво е твоето размислување околу ова наше женско право или криво е? Па гледате се, ова е многу интересна тема и може многу да се дебатира. Има една што знам да речам, као изрека дека жените се во право 2/3 од текот на денот, 1/3 спијат. Одмараме, да. Одмараат. Можеби е тоа некој женски инстинкт, можеби тие само мислат дека се во право, секако дека не може секој човек да биде секогаш во право, дали маж, дали жена. Меѓутоа ите така некако останало и не знам, можеби е стереотип, но можеби не е. Тие сакаат жените да бидат во право, сакаат да се докажуваат, да бидат победници и да докажат дека можеби и мажите, ние мажите треба да им веруваме, секогаш да им велиме дека се во право, се додека тие не речат дека не е така. Успеал ли некогаш некој маж да излезе на крај со некоја жена?
Многу тешко. Тешко, нели? Секогаш има простор за расправија и за дебата. Така. Велат дека жената можеш да ја лесно да ја придобиеш или лесно да ја смириш ако почнеш да ја делиш комплименти, ако почнеш да ја кажуваш нешто што ја импонира. Дали сите жени паѓаат на комплименти, ме интересира? Мислам дека да. Секоја жена сака да чуе добар комплимент за својот изглед, дали е шминка, дали е фризура, дали е облека. И мислам дека и многу жени си го признаваат тоа, кога ќе им кажеш дека убаво изгледаат, ти велат дека им го разубавуваш денот. Така што држи до некаде, но јас познавам и такви кои немој да си кажал комплимент, очите ќе ти ги извади, да. Одма мисли дека сакаш да ја... Да. Вистината треба да се така каже. Така е. Ненад, многу ти благодарам што вторпат ни се јавуваш во емисија. Те молам, остави го твојот телефонски број и режијата ја молам да го запише убаво бројот за да искомуницираме и да му ги испратиме двата подароци на нашиот гледач. Дали може би имаме уште некој гледач на линија? Немаме се уште, но како и да е. Ова беше многу интересно. Да. Јас, мојот инстинкт ме излажа. Мислев дека ќе биде првата гледачка жена, но додека го добиеме следниот гледач, сакам да ви кажам за една занимливост која што деновиве додека ја подготвував и креирав темата, ја најдов дека еден човек кој се уште е жив и кој што е кандидат за Гинис, инаку е 85 години во брак со една жена, парот е од Кина, се работи за Лиу Фубен, кој сега има 95 години, е во брак со 100 годишната Ши Юй и открива тајната за успешниот брак, кој што според кинеските традиции нив ги даваат како со договорен брак, уште додека се деца. Тој имал 10 години, таа имала 15 години кога влегле во брак и се веќе 85 години во брак. И кога за некое списание на 50 годишнина кога имале од бракот го прашале како успеавте и истрајавте заедно и која е тајната за вашиот среќен брак, тој рекол дека нема некоја посебна тајна, бегајте од расправи со жените, како од чума и запомнете, таа е секогаш во право. И дека тоа била тајната што нивниот брак опстоил толку време, јас верувам дека во секој брак постојат трзавици, постојат проблеми, постојат инциденти и слепи улици во кои понекогаш не може да се најде крајот, но еве Снежка како дама со најголемо животно искуство од сите нас. Да. Абе, животот е еден пат. Не знаеш до кај оди, кај завршува и така натаму. Се доаѓа и до крстопати. Може некојаш да се скршне лево, десно. Да, така. Ето ти е. Тоа е. Хајде да видиме што вели овој гледач. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Кој ни се јавува, повелете? Кристина на линија. Како сте, Кристина? Добро, поздрав до вас, поздрав до емисијата. Благодарам многу. Среќни празници, новогодишни и божикни. Среќни и на вас да ви бидат и поубави да ни бидат новите денови, новите месеци за трошење во 2019. Да, ви благодарам. Вака се, па жените секогаш мислат дека се во право, тоа е така докажано. Па сега мачите понекогаш и они се во контра така, ама добро мора да се попушти некојаш. Да, нас како мали не учеа дека па попаметниот попуштал. Да, па добро сега има... Држи ли тоа? Да, и жените се некогаш мора да попуштат за да обстане бракот. Така. Постојат ли некакви, ајде да ги наречам со еден малце жаргонски збор, некакви финеси, финти, некакви умешности кои што треба секоја жена да ги применува, се разбира да не преиде тоа во друга крајност, за да може да го држи балансот или да може да биде вистински вратот во семејството, како што ја нарекуваат, и за да често пати се избегнат некои несакани ситуации. Да, па секако дека постои. Ја мислам пред се мора еден да има компромис, разбирање и пред се да се попушти од една страна. Така е. Ако не е тоа машката страна, мора да е женската за да обстане бракот. Така е. Едниот мора да
попушти. Кристина од Скопје ни се јавуваш, така нели? Да, од Скопје, да. Одлично. Ке ти биде ли проблем да наминеш да си ја земеш мудрологија на Скупи број 3 се наоѓа еден ТВ? Добро, не е проблем. Так, значи од денеска па натаму. Молам? Од кога понатака? Од завршување на емисијата па понатаму, значи на пријавница ќе ти биде оставена со твоето име книгичката и можеш да поминеш кога сакаш да си ја земеш. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам исто така за јавувањето. Поздрав и секој е добро. Значи скопјани од оваа емисија ќе можат лично да си ги подигаат добиените подарените книги на пријавница на еден ТВ, се наоѓаме на Скупи број 3, за да немаме нејасноти или да губиме време во тоа додека се чуеме и се договориме како и каде да ви се достават, а се разбира луѓето од другите градови ќе го имаат контактот со режија, па подоа со мене и ќе се договориме како најбрзо и најбезболно да ви ги доставаме подароците. Немаме понатаму гледач, или барем јас го немам сигналот. Зборуваме на една многу интересна тема, но до тогаш сакам денеска да изобилува со многу музика, како што и ја личи последната емисија. Джулија Акустик се спремни, најде да видиме кој имаме на линија ние уште еден гледач. Дали сум јас на емисијата вклучена? Вие сте, повелете. Да, благодарам. Пред се да поздравам така предпразнично емисијава, предпразнично студиото, предпразнично сите вие во студиото. Благодарам И многу. навистина добра тема, но по мене прашањето е зошто жените секогаш мислат дека се во право. Дали тие самите мислат или другите мислат. Тоа е многу важно. И за тоа, да речеме, не мора нели да ми одговорите, но како прашање јас го наметнувам, бидејќи 20 скоро години сме во 21 век. Дали сметате дека треба оваа тема да ја разговараме на овој начин, условно јас би рекла пежуративен. Јас не мислам така, затоа што жените, барем во Македонија, а и на глобално ниво, 10% се повисоко со високо образование во Македонија, со магистерски и со докторски титули. Ние тоа не го споруваме воопшто. Значи емисијата има далеку позабавен карактер од тоа да си ги пронајдеме сите ние нашите особини, очекувања, да видиме зошто понекогаш доаѓаме до недоразбирања. Нека биде забавен со не навредливо за жените, бидејќи половина од популацијата се жени. А кој го кажа тоа? И јас сум жена, зар би сакала јас на собствена сметка да се исмејувам? Не гледам зошто жените би го сватиле ова навредливо. Воопшто не. Значи, сепак сакам јас да кажам, според оноа што го слушавме до сега, дека равновесија и вагата, нели, ако се биде попуштање и од едниот таз и од вториот, тогаш имаме равновесија. А ако има постојано попуштање од едната страна, без оглед на тоа што и кој попушта, таа ќе се препрчи. Тоа значи дека само така можеме да гледаме. Жените, фактичката состојба во Македонија нема председател на држава, нема председател на влада, немаме, значи имаме само 4 жени. Може би и ќе имаме, не можеме да знаеме. Тоа значи покажува дека жените имаат квалитет, имаат знаење, имаат способности, имаат менаџерски способности, но никако не се тие кои што всушност мислат дека се попаметни. Има и мажи паметни и жени. Значи се е до индивидуата. И затоа ја сакам навистина да ви честитам. Ви благодарам. Празници. Значи, Ви благодарам. И ние ве поздравуваме. На вистинското место жените, таму каде што тие заслужуваат и едноставно секоја личност ја заслужува онаа позиција која што всушност има предности за тоа. Без оглед на тоа, дали, а биологијата меѓу маж и жена полова имаме, мислам, тоа е природно, но општествено или социјално, тогаш мораме да знаеме дека имаат предности и едните и другите. Одлично. Ве поздравувам. И јас ве поздравувам, не ми го кажавте вашето име за да можам да ви ја подарам. Тодоровска. Господја Савка Тодоровска. Така е. Многу ми е мило што ни се вклучивте. Сега знам од каде е овој револт кон жените, бидејќи вие цел живот ги заштапувате женските права. Само вистината, само реалноста. Без оглед, што медиумите имате голема улога
во сето ово. Ама ние најмалку сакавме... И во ваквите емисии да дават право место на жените. Така е, господја Савка, и ќе се видиме ние во некоја недела во 3 тука. На од оваа страна може, нели? Како не? Оваа книгичка е за вас. Ако не ви е проблем да си ја подигнете на скупи број 3 се наоѓа еден ТВ, мене ми било драго да стигне во вашите раце. Била на емисија таму, знам како се наоѓа. Одлично. Не мора, ќе го земам кога ќе можам. Одлично. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за вклучувањето и ве поздравувам, ви посакувам среќни празници. А јас ве поздравувам вас што на вистина во секое време и на секое место наоѓате можност да сработите нешто што на вистина ви лежи. Благодарам многу. Многу години сте на оваа позиција и јас затоа ве следам и знам и ги почитувам вредностите на поединецот. Многу ви благодарам. Многу ми значи тоа на вистина. Среќни празници. Уживајте во остатокот од емисијата и останете на еден ТВ, секогаш има што да погледнете. А ние одиме со рекламен блок. Џулија Акустики ни се стрпат. Имаме едно многу убаво и пријатно изненадување за сите вие кои ги почитувате вистинските вредности, за сите вие кои што сакате емисии поразлични од сите останати. Ние денеска се обидовме на овие две мои прекрасни дами и ваши гостинки да им го зголемиме друштвото. Имаме една специјална ексклузивна гостинка која што ќе ја видите веднаш после рекламите. Ветив повторно сме назад, ама друштвото ни е поголемо и тоа прекрасно. На радост на сите и на огромно задоволство на сите фанови на големата мега звезда Лепа Лукич. Таа е од мојата десна страна и туку што пристигна од Скопскиот аеродром. Добре ни дојдовте. Хвала. Боле вас нашла. Да, нема да ви биде проблем да ме разбирате на македонски. Све разбирам, само не могу течно да говорим, а разумем све, или ја ќе морате исто да нешто кажем на српском, не могу на македонском баш скроз, али понешто. Све разумем. Да, се надевам дека ќе нема да ни земат за зло сите оние кои што можеби ќе ни забележат заради тоа што немаме сега во моментов превод, но земајќи во предвид колку е ситуацијата брза и колку ние успеавме, нашите луѓе успеа да ја донесат право од овде, од вашиот лет, мислам дека нема никој ни да ни забележи. Со колку радости и традиција комуницирате со македонската публика? Знам дека овде имате ваши многу фанови. Да, има многу фанова. Морам да кажем, да признам, да сам многу среќна, не е то додворавање публици, него заиста е тако, jer ja nisam dugo pevala u Makedoniji, toliko sam bila srećna kad sam se dogovorila da pevam makedonskoj publici, jer makedonska publika je zahvalna. Ona na svaku pesmu igra. Da. I zato nije teško podići tu publiku. Bivala sam po inostranstvu, Australija, Amerika, Kanada, Evropa, ali u Makedoniji dugo nisam bila i ovo će moja biti najdraža nova godina, samo zbog toga što dugo nisam bila i volim što sam za novu godinu kod Nikole. Ja ne mogu 100% da kažem kako se zove restoran. Dion. Dion. Значи погодила сам Дион. Значи нашите скопјани, македонци ќе имаат задоволство и можност да бидат во ваше присуство не само една, ами две вечери. Две вечери, значи сутра вече и прексутра, значи 31 и 1. 31 и 1 во срцето на градот, во најубавото место каде што навистина е толку Јас сам веќе била у ресторanu и многу ми се допада. Извинјавам се што сум овако са аеродрома, нема се времена да се обуче таолета, али зато ќе сутра вече да буде и прексутра она права таолета и дотеривање онако како валја. Да. Ма вака изгледате фантастично. Па добро, ово е спута. Јас да изгледам како вас, вака би отишла, би се движила дури на интервјуа. Дали србите многу често во ваков аутфит имаат можност да ве видат на телевизија? Па uglavnom budu mlade devojke u čizmama, a i dobro šta i ja, ako nisam baš mlada kao oni, ali ja gledam da se podmladim, nosim sve što nose i mladi i tako. Kad neko pređe 40. godinu, on kaže, ma nije to za mene je sve što mi lepo stoji. Mene niko nikada nije oblačio i govorio nemoj to, nego ovo. Ceo život ja sama slažem boje,
Sad ne znam da li me razume Sve razbirane Makedonci. potpuno. Razumeju, je li tako? Tako. Znači, ja sam sama spajala boje, šta ide, frizure volila sam da menjam, boje, kose, tako da imam oblik glave pogodan da mogu da nosim razne frizure. Ма фантастично изгледате. Наистина, јас сум воодушевена бидејќи прв пат ви гледам во живо и ви кажав дека ни на крај памет не замислував дека сте толку поубава во живо отколку што сум ве доживувала на ТВ. Pa ja više volim da je tako nego da na televiziji bude mnogo lepa, a uživo da se plaši narod od mene. Bolje da je tako nego da obrnuto, tamo da budem lepa, a ovde ružna. Многу убаво го кажа Снежка, она волим све што воле млади. Тоа истата теорија ја има и нашата... Tako je, tako je. Снежка Pa ne mogu sad ja da nosim neki minić, to ne ide. Ali... Zašto? Pa dobro, nije za minić nije. Ali... Ne baš onoj klasičan minić, ali može pokratko je ovako. Pa da, dobro ovo. Ovo su helanke i to. Oblačim se onako i mislim da se publici dopadalo to što ja tako se oblačim. Znači sama, nisam nigde učila, ali to prirodno iz glave ide. Tako i nisam završila akademiju, nisam učila da pevam, ali od Boga je jače nego 100 nekih fakulteta. Zato što to prirodno od Boga dato da mi je glas postavljen tamo gde treba. Čak kad sam došla u Beograd, kad sam snimila Od izvora 2 putića i onako seljančica došla u Beograd, ne znam ni ulice, ni ništa, i onda idem kao kod nekog profesora da vidi da li treba nešto sa glasom da uradim, da malo, da... Ne znam šta bi on uradio sa mojim glasom, ali sam otišla i on je rekao, sve što bi uradio ja bi pokvario. Bog je da glas postavio tamo gde treba. Ja ne mogu da promuknem uopšte nikada. Mogu da pevam 200 pesama, da ne promuknem, ali će me boleti noge da stojim da pevam 200 pesama. Tako da nije problem za Вие имате многу повеќе од 200-300 песни. Јас колку што можев да прегледам во вашата дискографија, вие имате снимено повеќе од 30 албуми, нели? Pa ja ništa ne brojim. Ja, kad bi me neko sad pitao da li imam ja neki CD u kući, imam ovaj zadnji sve što sam uradila. Sve to moji tamo u selu čuvaju. Što god imam, ja to podelim i ja treba da idem negde na televiziju da pevam playback. Ja pozajmim od prijateljice CD da idem da otpevam playback. Tako nisam ona žena koja samoživa i da samo skuplja šta piše o meni i da se vraćam u prošlost, da gledam sebe kad sam imala 20 godina. To uopšte ne volim. Da se divite sebi. Nisam okupirana pošto po to da idem da trčim, da šta je izašlo u novinama. To sve drugi. Vrlo je važno da to publika ima, a ne ja. Eto tako, sve moje koleginice imaju te albume. Da nije mojih fanova, da oni lepe albume za njih, jedan njima, jedan meni. Kroz njih to sve imam. Evo doći će moji lepisti, isto sutra veče, hoće da provedu Novu godinu tamo gde ja pevam. Iz Srbije će doći. Sutra veče. Već su rezervisali hotel i sve. Ja se začudila. Браво, браво. Сузан, нели рековме? Не е важно колку години имаш. Така е. Како се чувствуваш? Па neće niko da me kuva koliko imam godina. Koliko imam godina, važno da znam da pevam i dalje. Da. Кате, колку ти се инспирација ваквите прекрасни дами кои имаат секогаш можност да не подсетат колку е убав животот и во секоја доба од нашиот живот, колку е тој убав и колку ние можеме уште повеќе да го сакаме и да му се радуваме. Многу се Затоа радувам. и пишуваш, нели? Особено луѓе кои што ја препознаваат својата божественост, што ја носат во себе. И тоа се чувствува и тоа преку сите дела, преку сите акции што ги преземаат, начинот на кој што се изразуваат, начинот на кој што комуницираат со другите луѓе, сето тоа ги прави да
да бидат уште поголеми, помокни, а таа божественост секогаш се препознава и е вистинска инспирација и мене секогаш ми е инспирација. Вака кога слушам, се ежам. То се спонтано иде. Мене кога зову на телевизију па каже, hoćemo da vam pošaljemo na mail pitanje koje će biti. Ne, ja onda ne znam ništa kad ja učim šta ću da kažem. Nego samo onako što mi dođe. За таа божествена енергија што ја прави музиката и никој друг, ние имаме тука Джулија Акустик ни се овде. Имаме едно дуо кое прекрасно музицира во живо. Не би имале ништо против, нели малку и да поуживаме заеднички. Музика нема граници. Што и да одберете, нас ке ни годи, посебно во овие последни часови, 48 часа не делат, мако не и помалку, нешто помалку не делат од 2019 година и сакаме се што не беше убаво, ама се баш се да оставиме позади нас, туку да си ја отвориме годината со нешто прекрасно и со нешто живо убаво, повелете. Used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And don't wanna spend all my life just waiting for you. Што ти е понатаму, Суза? Now every time I go for the mailbox and I hold myself down. Oh no. 'Cause I just can't wait till you write me, you're coming around. Oh yeah, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and it don't feel good. All right now, and it don't feel good. All right now. Used to think maybe you love me, now baby it's true. And don't wanna spend all my life just waiting for you. Now don't want you back on the weekend, now back for the day. Oh no. I said, baby, I just want you back and I want you to stay. Oh yeah, I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and I don't feel good. And I don't feel good. All right now. Walking on sunshine. I'm walking on sunshine. I feel alone, I feel alone.
морам да ви се извинам за малиот технички проблем кој што настана, но ќе ни надокнадат, ќе ни надополнат малку подоцна Джулија Акустик, бидејќи ни имаат подготвена уште музика за денеска во ова последно недела во 3. А не ја представивме на нашата трета гостинка темата за денеска. Редно би било да и направиме еден вовет. Бидејќи сме жени денеска, 4 жени на едно место, можам само да замислам колку жени од другата страна пак не гледаат, од другата страна на камерите, дома. Зошто жената, ама баш секогаш мисли дека е во право, е темата. Да, мисли жена да е во право. Мисли ли и српската жена исто како македонската дека е секогаш во право? Жена тврдоглава и кад запне нешто жена иде до краја. Добро, и мушкарци су тврдоглави, али жене знају да буду исто тврдоглави. Што најмногу ги нервира жените, господја Лепа? Што најмногу ги вади од кожа, од такт ги вади жените? Кај мажите? Шта е највише нервира, јел? Код мушкарца или? Да, да. Па да, кад е джангризало неко, затоа што мушкарци мисле да, ако су мушкарци, да могу да излазе и да доđu кад они хоće, ујутру, 2, 3, ујутру, 7 сати, а жена, значи, kad bi to uradila, to kao nije u pravu i to nije lepo. Nije lepo. Svi smo živo biće i vole i žene da izađu, ali kao žena ako ne dođe na vreme kući, ona nije dobra žena. Ja se ne slažem sa tim. Јас имав една пријателка која што исто така имаше многу љубоморен сопруг, кој што навистина неа ја сметаше како да треба да седи дома и да ја чува куќата. И неа еден ден толку многу и попреде преку глава таа негова особина и реченицата која ја повторуваше дека жената е за во куќа да ја чува куќата. И таа еден ден навистина излезе од дома и не се врати. Купи еден чувар на куќата, тоа е она цвеќе чувар. Да. Му го остави на сред маса, му напиша на писмото дека ова е чувар на куќата, од сега ова не чува не ја. Замина и не се врати. Тоа беше навистина нешто што го прераскажувам многу пати, но е жива вистина. Да, тоа е ранije bilo, stvarno žena kao mora sedi kući, da čuva kuću, da rađa decu i stalno, ne znam to, ovo sada, zato se puno razvode. Traje brak od mesec do 6 meseci i kao neće da trpi nešto žena, a zabavlja se sa momkom gde sve ide kao po loju i kad se venčaju, onda muškarac traži da ona sedi kući, a onda može da izlazi, retko njih dvoje izlaze i onda se žena buni. Muškarac kaže ti si žena, ti moraš da sediš kući, muškarci. To je nekada bilo, odu muževi recimo po 10 godina recimo u Australiju, nije važno u koju zemlju, a žena 10 godina ga čeka i bude verna, a ovo danas to nema šanse da bude tako. Da. Sniška, što najmnogo gi iritira ženite? Kaj mažite? Pa ne znam, ali може би тврдоглавост, егоизам. Себичлукот. Дали фудбалот ги иритира? Јас познавам многу мои пријателки кои се алергични на фудбал. Јас сакам фудбал. Спротивно е тоа. Да, спротивно е. Мислам, не сум имала такви проблеми да нешто ме иритира конкретно. Не. Мене би било доволно да се седне, да се разговара и тоа е тоа. И тоа е тоа. Кате? Јас имам среќа што имам многу добар партнер кој што навистина го разбира концептот на однос маж-жена и немаме проблеми од типот кој колку излегол и како излегол и кој е чувар нели на домот. И сметам дека тоа се стереотипи кои што се во некое минато време. Живееме во едно ново, поново време, каде што мислам дека повеќе треба да се посветиме внимание на себе си, да се разбудиме она божественост наша, женска енергија и да се вратиме на корените на негување на женскиот принцип. И сакам да кажам дека и мажите и жените имаат женска и машка енергија. Има кај мажи кои што поизразена женската енергија.
енергија. И кога тие се во баланс, тогаш се функционира перфектно, тогаш нема компромис, тогаш љубовта е вистинска љубов. Да, и со молчење се разбира. И со молчење се разбира. И тоа е многу важно. И тогаш нема дали некој излегол подолго време или надвор или не излегол. Тогаш и не бараме ништо надвор. Да. Туку убаво ни е и дома. Сега ќе ве насмеам кога на една колишка пред неколку дена ме праша која ќе ти биде темата за оваа недела во 3 и кажав зошто жената секогаш мисли дека е во право. И она од прва ми рече, па во право не е само она што на време не го сгазнала на свадбата, на венчавката, или со десната нога. Гледаш од корените, од нашите корени, значи од прастаро време колку работи ние жените влечиме. Дека за да ме слуша мажот, треба јас да го сгазнам. А зошто да ме слуша? На свадби да го сгази се. Да, знаеш како тоа се е препевано и преку музика, и преку поезија, и преку приказни анегдоти, тоа се влече како еден стереотип на вередност, односно на верување. И ние така веруваме, најинтересно. И таа колективна, што викам ја, дисфункционалност мора да се прекине. А ние сме веќе нова генерација каде што сметам дека ќе се прекине и ќе се врати онаа женска енергија малку, затоа што првично постал матриархатот, па после доаѓа патриархатот. Така. Времињата многу се променија. Јас ги сакам искуствата и од времето кога вие бевте девојка, млада, исто така и од Снежка, но да им дадеме малку предноси на гледачите. Можам само да замислам колку се срекни сите оние кои што ве видоа, дека дополнително малку задоцнето, но сепак стигнавте во денешната недела во 3. Јас намерно не ве најавив на почетокот за да биде тоа едно пријатно изненадување за нашите гледачи. Телефонските линии ни се отворени. 2 се на број, така да ние со задоволство го чекаме вашето вклучување, вашето јавување, да размениме некое искуство, некое мислење и да ни кажете што вас ве вади од кожа кај спротивниот пол, дали жените мажите или обратно мажите жените. Знам дека малку темата е деликатна или можеби нема да можете јавно тоа да го кажете вака да ве слушнеме сите, но како и да е, да не бидеме погрешно протолкувани, ние никого не сакаме тука да обезвредниме. Ние не завземаме ничија страна, ниту затоа што сме жени, денеска мислиме дека баш ние се знаеме и баш ние сме секогаш во право, а мажите не знаат ништо, напротив. Значи, тука сме денеска да го направиме ова попладне поинакво од сите останати, да ви понудиме нешто што можеби никаде и никогаш не сте имале прилика да го чуете или пак да го проследите. Скупи број 3 е инаку адресата на 1 ТВ за сите оние кои што ќе си подигаат подароци, за да бидеме организирани, да бидеме навреме информирани. А јас до тогаш само сакам да кажам дека ни откри нашата гостинка од Србија каде ќе ја слави новата година, но не прашавме каде вие ќе ја славите новата година, но прво да му дадеме предност на гледачот на линија. Добар ден, во програма сте, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден. Вака, прво, јас се извинувам, ама ја ќе на матернијем јазику да поздравим моју Лепу. Лепа е легенда. Рекла сам да разумем све, хвала вам пуно. Па не е проблема, јас сам из Прибоја, господјо Лепа, зато вако мало ја да искористим својим јазиком да причам. Па, хвала Богу. Супер. Јесте ми добро. Да, да. Ви се не предаете и желим вам свако добро и тешко да неко може да вас достигне sa vašom karijerom, iskustvom, takav glas, ali moram spomenuti još i Boru Drljaču. Znači, vi ste 2 legende koji ste zadržali glas besprekorno. Da, da. Znate šta, ne može, vrlo je važno trajanje na estradi. Snimi se na jedan hit, 2, to 3 meseca, 6 meseci, najviše do godinu dana i posle se ne zna ko je pevao tu pesmu. Ja sam srećna što trajem 55 godina i kad me neki kolega pita pa dokle, kako možeš da izdržiš, dokle ćeš da pevaš? Kažem, dokle me narod zove, a zovu me svuda. I vidite da sam sad dospela da pevam u Makedoniji. Tako da ljudi me traže, zovu na sve strane i zašto da prekinem kad mogu da pevam? Ja mogu sad da započnem da pevam ovako, na suvo, bez muzike, zato što nemam problema sa glasom, jer ja ne mogu da promuknem, mogu biti bolesna, glasnice su uvek slobodne da mogu da pevam. Ja sam sad preživala jedan takav virus i pre 10 dana započelo i ja sam morala da ležim, da ozdravim, da dođem u Makedoniju da pevam. Ali, hvala Bogu, ja sam ozdravila i mogu već odmah da pevam. Super. Kako je ime to?
Bravo, da vas posluži dalje zdravo. Vi niste kao, da kažem, oni iz Silikonske doline, pa tek sam ustao, pa nisam glas radio, pa ovo, pa ono. Pa da, pa onda se nešto raspevavaju u garderobi. Ja mislim će peva opera, on obruše se vinogradi. Šta može tu da se raspevava? Ja rekao, sada će da pukne neka opera. Dugo živi i zdravi, svima srećna Nova godina, suze, milo mi je i vašove, gledam na vreme to u ste emisiji Sobujo, to se poznavame. Vi posakuvam sve koje je dobro, srećna Nova godina, na svite učesnički, na svite, na cel narod sa dobra volja, sve na ljubavo posakuvam. Hvala. Ja koristim sada da još jednom pozovem Skopljance, se tako kaže? Skopljance? Da, Skopljani i Skopljani, da. Da dođu sutra veče i prek sutra, da neće da se pokaju, da ću sve od sebe da bude atmosfera, da neću da se štedim uopšte. Tako pozivam sve one poklonike moje pesme i one koji ne vole ovu vrstu muzike, možda slušaju nešto drugo, a znam da me poštuju. Izvolite. Kod Nikole, Dion, restoran Dion. Јас не знам за другите, но јас знам дека сигурно ќе свратам, може би не на долго, ама на кратко ќе свратам, морам да го почувствувам тој прекрасен амбиент со овој вонсериски глас и вашето присуство. Ако не можете сутра вече, онда онај следеќи дан, првог. Сигурно, така. И благодарам за јавувањето. Дали сме уште на линија, не ми го кажавте вашето име? Тука сум Сузан, се на љубав, ете, немам шо вишке да кажам, баш ми е мило што лепа гостува во Македонија, во Скопје. И посакувам убав помин сите што ќе дојдат, сигурно во Дион нема да зажалат. Јас имам подарок за вас. Како е вашето име? Само кажете ми. Јас сум Саида. Саида. Господја Саида, оваа книга оди за вас. Скупи број 3 е адресата за подигање, како што кажав неколку пати. Среќни новогодишни празници, ве очекуваме секогаш недела во 3. Ако не добиете, ќе ни биде драго да размениме вака малку енергија, женска. Благодарам, пријатно сум. Пријатно, секој е добро. Дали може би имаме уште некој гледач? Евентуално? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Првен многу поздрав до Сузана. Ваква прекрасна емисија со прекрасни гостинки, омилени, прекрасни, немам зборови, им честитам пред све новогодишните и божикните празници, а конкретно за емисијата јас сум една битолчанка и од Египска Македонија моите потекнуваат и во години ме воспитувале во тој дух трпение, спасение. Сега ми е многу тешко кога имаме многу разводи кај младите, а може да се намали тој број. Мислам дека обострано треба да се трудат сопрузите, сопругите и да не доведат до тој момент. Им посакувам и на младите да бидат потрпеливи, да имаат поголемо разбирање во бракот, во животот, доаѓаат тешки моменти. Треба да бидеме јунаци, да издржиме малце и тогаш, и ради љубов на децата и сето тоа. Меѓутоа се има граница, до каде може, што може, да не се претера. Мислам, има и насилство сега и сите тие работи доведуваат до таков број на разводи, а тешко ми паѓа кога ќе слушнам, затоа што знам, значи имам и син и ќерка и знам како е, не дека и мажите не се безчувствителни, тие имаат емоции и тие изразуваат љубов само на секој на различен начин. А не дека секога се жените или секога се мажите во право, тоа е индивидуално и од самата ситуација и така. Пред се, многу сакам да има помалку разводи, да се среќни децата, да се среќни луѓето и долг и убав и среќен живот да имат и во новата година и да се малку потрпеливи обострано, за да ги одржат браковите, а до Сузана посебно имам, мислам, и сакам да ја запознам лично, мислам дека е некој и родни ни паѓаме. Супер, одлично, многу ви благодарам. Да видам дали точно сме некои роднини, не знам, Сузана, како и да го добијам вашиот телефон, се избинувам, ова вам е, мислам, емисијата. Да. Бидете ми поздравени и искрено од срце ви посакувам се најубаво, вам лично и на гостите. Многу ви благодариме и сите ви ги честитаме празниците. Во режијата ќе го добиете и војот број, а ќе ве замолам и вашиот да го оставите, за да можам јас да ви се јавам. Оваа книгичка оди за вас, ќе се договориме како да ви ја дистрибуираме до Битола.
Тоа беше нашата 4-та или 5-та гледачка. Не знам, јас многу се радувам што сме вака цело време во конекција со нашите гледачи. Првиот беше гледач, Ненат од Свети Николе, гледаш како помнам, да. Ми кажавте пред малку дека не е проблем и вака седејќи ние нешто да си запееме. Може. Може? Може, супер. Например, шта? Например, нашиот бенд, нашето Джулија Акустик, ја подготви вашата омилена. Една од најголемите хитови која ја обележи вашата кариера, Срце е моја виолина. Обележила е од извора Два путича. Она е после 30 година снимljena, па е она још... Но знаете што, тоа е песна на моите генерации. Може би ги обележи моите генерации, па јас лошо се изразив, се извинувам. 25 година има како е снимljena. И нема дете, малечко дете и возрасен кој не ја знае да ја пее, барем во Македонија. Така да можеме сите заедно. Еј, нема те, сву ноќ плакала, тебе чекала сам. Srce je moje violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš. Nemoj da kvariš najlepše zvuke, mesto pesme začućeš jauke. Bravo. Ovdje u Makedoniji se sluša mnogo pesma Zorane Ljubavi jedina, to je Boki 13, mnogo voli tu pesmu. Pa da je otpevame. Hoću. Gde si sada dok te druga ljubi, dok mi srce usamljeno vene? Da li ponekad prođeš starom stazom, upitaš li bar nekog za mene? Svaka suza na tebe me seća, svaka suza jača je od mene. Ti si bio nekad moja sreća, sad si samo deo uspomene. Zorane, ljubavi, Zorane, ljubavi jedina. To bi se reklo nasu. Ова имаше некој Зоран? За некој Зоран беше оваа композиција? Не, то recimo svi misle kad ja otpevam tako neku pesmu ljubavnu da je možda nešto mene pogađa. Ne, ja pevam za narod i ja nekoga pronađem. Pa normalno se pronađem i ja tu, ali ne postoji nikakav Zoran. Bilo je prvo bitno da speva Gorane, ljubavi jedina, pa je kompozitor promenio Zorane, bolje se peva. Nema veze ni Goran ni Zoran sa mnom, ali ja pronalazim ljude. Možda su imali nekog Dragana, Zorana, Gorana i tako. Ja sam birala pesme koje će biti na A strani, sa kojom ću da idem na reklamu i da uvijek sam pogađala da pesma bude hit, da ja izaberem koju ću da reklamiram. Tako da pevam uglavnom za ljude. Ima jedna pesma Hladna kiša, recimo, to je pesma za nesrećne žene koje su imali život sa partnerom loš, pa je žena ostavljena, volela tog čoveka, pa onda ga izgubila i čovjek je napisao pesmu Hladna kiša. Hladna kiša, meni majko, uvek pada, ne grije sunce. Hladna kiša, meni majko. I tako da ta pesma je jako tužna, ali mnoge žene je pogodila, jer mnogo žena ima nesrećni. Da, синоѓа утекани ulazim u vene ljudima. Така. Снежка, нема да ве терам да пеете со Кати. Имаме ние денес. Ке танцуваме ние. Може да протанцувате ако ви е желба, таков е убав денот пред Нова година. Во ова време во кое што многу се променија вредностите, многу се променија начините на комуникација, многу нешта оставаме да ги разрешиме, дали по пораки, дали по мејлови, што во минатото не беше случај. Ако треба да се скараш со некого или да влезеш во конфликт, мораш тоа директно да го направиш. Точно, ја компјутери.
Не сакам да видам. Не, едноставно ја не можам. Ко булјо на телефона чврка стално, он ме нервира. Мене ми е телефонот за една обична комуникација само, инаку компјутер и тоа не. Да. Но колку мислиш дека тоа што многу врски се распаѓаат или бракови се неуспешни благодарение на целата достапност што ја имаме со социјалните мрежи, се е на ачик, се е на дланка. Луѓето ги прикажуваат и оние работи кои што не треба да ги покажуваат јавно. Луѓето комуницираат со луѓе кои не ги знаат од другата страна како изгледаат. Луѓето комуницираат со машини сега. Зошто? Зошто го правиме тоа? Ја не знам, ја не го сваќам тоа. Дали им недостига љубов? Дали им недостига... Луѓето се денеска се поосамени. И ја мислам дека нив им недостигаат вистински врски. Конкретно да бидат со некој, да имаат еден партнер. Добро, може и да го сменат после. Меѓутоа, оваа комуникација преку интернет, социјални мрежи, не. Тоа е катастрофа. Не си поборник на тоа, не ги практикуваш воопшто? Ни случајно. Ни случајно. Ни случајно не сакам. Затоа што јас сум се јас. Зашто мене друг треба да ме чита таму каква сум, што правам? Тоа е моја работа. Кате ти си помлада генерација, колку тебе ти се од користа, колку ти сметаат нештата како се поставени, затоа што кај нас во голема мерка е присутно едно големо лицемерие на социјалните мрежи. Се коментира, се лајкува, се пишува нешто што не секогаш и се мисли, така нели? Премногу негативни информации, односно негативни коментари има. Но живееме во дигитална ера, тоа е факт и тоа не може да го смениме, но можеме да го смениме начинот на кој што ја го прифаќаме интернетот како социјална можност за комуникација, знаеш, со другите луѓе, затоа што интернетот истовремено па ни дава можност да научиме работи што треба нели да ги научиме. Се зависи од нас како ние пристап ќе му дадеме на интернет. Јас го користам интернетот многу, ги користам социјалните мрежи, затоа што и пораката која што сакам да ја пренесам ми дава слобода, ми дава можност да го направам тоа. Меѓутоа не ја користам за комуникација во оној момент што каже нели љубовни врски и така натаму. Иако секој си знае за себе, мислам тука не можам ни да судам, секој си знае каков му е патот. Но пред се мислам дека секој треба да се сврти кон себе си, прво љубов во себе да има, за да може и да даде љубов. Не можеш ти да дадеш нешто што немаш. Так. Снежка, 71 или 72 беше прогласена за најпопуларно ТВ лице во бивша Југославија. Чекај, 4 пати бев прогласена. 4 пати. Јас само за една година сум нашла податок, може би го нема тој податок на интернет. Добро, од 68 Оскар на популарноста на вечер, па 68 исто Гордана Бонети, тоа е тоа за најпопуларно ТВ лице, па 71 ми се чини пак Гордана Бонети, па 75 не ги памтам више наградите. Донесе ли големи бенефити таа популарност? Не. Не. Таа популарност само може би направи да се затворам малку во себе. Се преиспитали тогаш кои ти се вистински пријатели? Што мислат за тебе луѓето? Знаеш, толку патував да нема време за да се и преиспитувам пријатели, ово. Додека работев на Белградска телевизија, тоа беше едно. На Македонска телевизија исто. Меѓутоа, јас си живеев најмногу за она што го работам. За наградите што ги добивам. Посака ли некогаш во сите овие години да бидеш некој кој никој не го познава, да бидеш човек кој не е од јавниот живот, бидејќи многу поспокојно, ми се чини многу помирно живеат луѓето кои не се од јавни. И затоа пред малку кој рече кај чекаме нова година и така натаму. Јас не сакам кафани за нова година со пријатели, дома, приватно и така натаму, меѓутоа у кафана не. Да. Не сакам, седиш и некој гледа у тебе. Леле, еве овај. Да. Господја Лепа, дали вие некогаш во текот на вашиот живот сте посакале барем на 2 дена да бидете некој кој никој не го познава и никој нема да го забележи на улица, ниту како сте облечена, ниту дали сте нашминкана, ни дали нешто ви фали надворешно и така натаму?
Бидејќи на многу луѓе им годи популарноста, факт, но некогаш сакаме да побегнеме од целиот свет. Pa jes, ali ne bežimo od sveta. Ja sam to želela od detinjstva i želela sam da mi prilaze, da se slikaju, da postanem nešto. Želja mi se ispunila, sad treba da bežim od naroda, taman posao. Ne smeta me ni da priđe neko, da me nešto pita, da me slika. Možda sam ja neraspoložena, ja to neću da pokažem. Jer publiku moraš da poštuješ. Ja mislim da publika nije mene održala toliko godina samo zbog pevanja, nego zbog toga što me slava nije opila, a postigla sam što nijedna pevačica do sad nije postigla. Mogu da preskačem preko pevača, to nikada nisam radila i moja pokojna majka mi je govorila najsrećnija sam majka na svetu što se nisi obrazila, što dođeš u selo pa svakom onom komšiji kažeš dobar dan i to. Mislim da je to publika prepoznala kod mene i kad ja gostujem u nekoj emisiji, ja sam dosta skromna u tome. Ispričam što si na svoj račun i kad neko peva godinu, dve pa već diže nos kao znate vi ko sam ja, ali ja bi trebala to da 100 puta ponovim, znate ko sam ja. Ja to nikad ne bi ponovila, niti bi mogla da budem u nekom žiriju da nekoga nagrdim tamo. Pa idi čuvaj ovce, ne možeš da pevaš. Ne bi mu rekla da me mrzi majka i otac i da oni pobacaju moje CD i ploče zbog toga što sam unesrećila njihovo dete. Svaka ptičica svojim glasom peva. Ima vrana, ima svraka, ima i slavu. Slavu. Znači, gradacija ima u kolima. Ima Fiće, ima Mercedes, ima Porsche, ima Mercedes. Zna se da nije Fića isto kao Mercedes. A samo u pevanju kao nema gradacije. Ima i u pevanju. Znači, ko voli da sluša vranicu i svrakicu, neka sluša. Ja neću da vređam nijednog njihovog fana. To je njegova stvar. Ako može od ništa da napravi nešto, ja bi mu dala dupli orden. Браво. Браво, навистина. Ај малку да направиме премин со музика. Мене ми недостига. Джулија Акустик се спремни уште од преска. Ќе уживаме во вашата изведба. Meet me down in curly firstborn. Hey na na na, hey na na na. In my high heel shoes and fancy pants, I ran upstairs, so I kept going. Hey na na na, hey na na na. I said hey na na na, hey na na na. Oh now hey na na na, hey na na na, na na na. A little late, she had to get out on a date with her. Nay na na na, nay na na na. Curly vixen, not a drink, as the piano man began to sing the song. Nay na na na, nay na na na. I said nay na na na, nay na na na. Oh now nay na na na, nay na na na, na na na. Already 3:30, but the night was young and so are we dancing. Nay na na na,
прекрасно, навистина. Од емисија во емисија се повеќе ме воодушевувате. Верувам дека моето мислење го делат и гостите и гледачите, нели? Ви се допадна? Да. Супер. Супер, браво. Ние ќе им дадеме право уште на некој гледач да вклучиме до крајот на денешново издание на Недела во 3. До тогаш сакам Кате да ја прашам, читам дека деновиве излегува во печат втора книга, така нели? Кажи ни за што станува збор. 2019 ќе биде посветена на будење на свеста. Ја напишав заедно со мојот партнер, Радоvan Vitошевиќ, и ова е наше сублимат на наше заедничко живење, творење, манифестирање, креирање и така натаму, искуства, да. Книгава содржи универзални знаења, навистина, кои што можеби некогаш сме ги слушнале, сме ги подзаборале, но ова е време, односно можност имаат сите оние што се љубители на книгата да прочитаат нешто повеќе, да се свртат кон себе си, да се спознаат себе си и да креираат реалност каква што посакуваат. Затоа што тоа е она што нас ни треба на сите и всушност како ние што ќе се исцелуваме, ќе се исцелува и целото општество, ќе се исцелува и целата планета. Дај Боже. Инаку да, книгата ќе има промоција на 7 февруари во хотел Мериот од 19 часот, а сега е период на предпродажба. Издавачка куќа е Паблишер, по втор пат, исто и првата книга Паблишер ја издаде и одлична е книгата. Едве чекам. Како поминаа хотелските стории, вашата прва книга, која ја промовиравме пред година-две? Сигурно и така, нели? Добро, и у Охрид се продава. Се препознаа ли некои луѓе во тие хотелски случки, инкогнито, Добро, се препознаа и така. Така. Па и хотелите почна да ги препознаваат, не земите во кои се наоѓаат хотелите. Тоа е она. Да. Меѓутоа, пак пишувам. Така. Сте паднале ли, господја Лепа, некогаш вака на идеја, целото ова ваше животно искуство со публиката и со луѓето да го ставите на парче книга, бидејќи овие дами спроти вас напишаа нешто? Нисам оптеречена со тебе. Писано е милијарду ствари, шта сад имам ново да кажем у книзи. Еден Лопушина ме питао да изда книгу едну о мени и јас сам рекла ја за живота то неću да пишем. Kad odem na onaj svet, neka piše šta hoće. Jer ja da idem, da sedim po 20 sati sa njim, da pričam, da on piše knjigu, da oni zarade, a ja da, recimo, pričam tako bez veze, s moje strane bez veze, zato što ja imam šta da kažem o svom životu uopšte, zato hoću to. Ja sam mu tražila 100.000 evra da napiše. Što ću ja da pišem memoare dok sam živa? Neka to pišu kad mene ne bude bilo. Ali ako će sada da pišu, oni kaže od procenta. Sad ću ja da gledam koliko on prodao knjiga i da li je to tačno ili nije. Nisam prihvatila. Така, речи си да немаше една година календарска во вашата долгогодишна кариера да не се издаде албум. Da. Se planira... Sad sam izdala sam sad novi album. Baš sam prošli put, pošto sam snimila emisiju za Novu godinu ovdje kod vas, bila sam 9. znači ovog meseca i donela sam Bokiju taj novi CD. Znači, to je 6. i 7. album. Snimila sam trostruke sa 72 pesme. Ukupno imam snimljenih pesama samo za PGP 740. Ги памтите ли сите песни што сте ги отпеали? Pa pamtim, ali baš ne mogu ja sa onog albuma. Kad sam snimala od izvora 2 putića, on traži neku 10. pesmu, a ja idem od izvora one prve pesme, prva, druga. Sad sam izdala album recimo od izvora 2 putića, druga pesma, treća, četvrta, peta, pa onda na čaju za dvoje, onda uzmem 3-4 pesme koje nisu mogle da dođu do izražaja zbog toga što je čaj bio veliki hit i od izvora veliki hit, onda Srce moje violina. Znači, svaka druga pesma nije mogla da pobije violinu. Ja sam te prelepe pesme, sada sam išla na njih i one bi bile hitovi, koliko su lepe pesme. Uradila sam 19 tih pesama kao kompilaciju po ko zna koji put, ali ove do sada nikada nisu bile po prvi put i 2 nove kao bonus, a album se zove Pesme za sva vremena. Bravo.
Браво. Ето tako. Ja znam дека ќе има уште многу песни во Ja redovno 2019. snimam, ne snimam svaki 5 meseci, ali Браво. godinu, dve i tako izdajem. Da me ne Секоја zaborave. чест. Снежка, пошто ќе ја паметиме 2018, бидејќи сме на истекот, веќе ги привршуваме последните, ги трошиме последните денови и секој од нас, помалку или повеќе, знае да си направи една своја лична ретроспектива. Како ја доживеавме и дали ни беше година за Мене ми беше многу паметење? турбулентна. Турбулентна од еден друг аспект, не емотивен. Имав поплава дома. И тоа значи комплетно реновирање. Се. Добро, меѓутоа, ја не можам да се пожалам за ништо. И не жалам за ништо што ми се случило или што сум направила и така. Затоа што се што сум го правила свесно или затоа што сакам. Така е. А не некој да ме тера да направам ова или она. И затоа мене сите години ми се убави што поминале. Одлично. За ништо не жалам. Се надевам дека уште поубаво ќе биде и понатаму. И 2019. Tako je. Супер. Кате? Ја 2018 многу убава година ми беше. Со мојот партнер секогаш имаме обичај на крајот годината да си земеме лист харти да напишеме за што сме благодарни, за што се сме направили. И тоа е секогаш неколку страници. И толку многу убави ситни работи се случува и големи и крупни на професионален план и на емотивен и на партерски. Во целост можам да кажам дека беше прекрасна година, година каде што заеднички ја напишавме книгата и тоа беше процес сигурно од година дена, нешто помалку, каде што навистина се повеќе ја продлабочивме нашата врска и она се осознававме себе си, се осознававме како партнери. Машка и женска страна, Кој беше нели? повеќе во право? Кој беше повеќе? Ова е добро. Да, Радован ќе рече ти си повеќе во право, да сум јас ќе речам ти повеќе тегнеш, ама тегнавме и двајцата, секој на Двајцата своја сте биле во право. страна, и двајцата бевме во Ви сте право. во книгата, И ја склопивме, што е многу важно, затоа што неговите ставови, моите ставови и тоа да се стави во една симбиоза, навистина беше процес. И сум многу задоволна. Одлично. Многу сум задоволна и среќна и што сум и жива и здрава и што имам и прекрасни родители, сестра и се. Да, Одлично. да. Господја Липа, како ја обележавте 2018 во вашата хронологија? Ništa ja to ne beležim, neka mi bude svaka kao ova koja će sada prođe. Ja sam zadovoljna. Само уште едно прашање имам за вас. Какво искуство беа за вас оние сите реалити шоуа каде бевте дел од... I to, ja sam tip žene koja ne voli samoću, ne voli mirnoću. И се прилагодува. Sve volim kao majmunče malo. To mi je bio izazov, a najgledaniji reality je bio Veliki brat pre 8 godina sa Bokijem. 13 nas dvoje smo imali takve zadatke. Тогаш се запознавте? Najgledaniji je bio reality taj Veliki brat, jer su dolazili iz inostranstva, angažovani su ljudi da zadaju zadatke. Najveće zadatke smo dobijali Boki i ja. I ja sada kad to gledam, imala slonče neko zadatak sa slonom. Boki je imao to odelo kao slon, a ja sam ta bila koja ga navodim da mora da prođe, tu su sa strane neke čase, sudovi, čaše. Mora da prođe, da ne gleda i da ništa ne sruši. A bila je, recimo, u Velikom bratu bogati deo i siromašni. I mi smo bili u siromašnom. Onda je bio taj zadatak. Ko pobedi? Ako mi pobedimo, mi odlazimo u bogate, a bogati dolaze na naše mesto. I onda sam ja kažem, Boki, mi smo izgubili, ti si gledao. Nisam gledao! Pa kako nisi, videla sam da si gledao. Ćuti, nemoj da pričaš. I kad smo došli tamo, oni bogati, a nije u redu, Boki je gledao. A ja kažem, jeste gledao? Ja se bojala Velikog brata, ja mislim, moram da slušam sve. Rekao, gledao si? A on, nisam gledao. I ajde, tišina, sad će Veliki brat da objavi ko je pobedio. I Veliki brat kaže, pobedili su Lepa i Boki.
I aplauz, ovi počeli se bune tamo sa strane. Nije u redu, gledao si, a ja ga nije tako. Veliki brat zna da li je on gledao ili nije gledao. Pa ti si potvrdio da je gledao. Pa ja sam mislila, viš da nije gledao. I tako to da smo, toliko je to bilo smešno i sada kad to gledam, ja se smejem sama sebi, kako sam se ja plašala. Onda Boki nešto mora zadatak da briše prozore, a ja sam kao šef njima svima. Moram da pregledam da li su dobro obrisali taolet ili očistili prozore. I Boki spopa na stolicu, briše gore prozore, a ja dolazim, nije dobro. Meni kaže veliki brat, pogledaj, ti odgovaraš ako nije dobro očistio prozor. Ja priđem, Boki, ovdje nisi dobro očistio. Jer ja se plašim. U stvari, to je štos da on ne napravi to. I ja da se bunim. A on samo uze onu neku metlu s kojom je tu brisao, metlo pa mene udari. I ja odem kod brata i plačem, Boki me udario, a Boki kaže, pa ti si luda, pa to je sve što tako treba. Ti sve hoćeš to ozbiljno. Snimamo tog slona, tamo da počnem ja stala na cilj mjesto na start. I on umire tamo, treba da krene sad, da ide to između ti čaša. I umire od smeha, čučno dole. Šta ti je Boki, pa šta se smeješ, šta ti je smešno? Ja ozbiljno sve. Pa ti si stala na cilj, treba na start. Ja gledam, gdje je start, on ovdje. Pa šta, rekao, ima veze, evo sad ću na start. Onda on počne prvo se smeje i tamo da krenemo. Ja stanem na start, ona mačka naišla jedna. Treba da počnemo snimati, a Boki, evo mačkata, ja se plašam mačkata. Pa šta ću go s mačkom? Nisam ja mačkar. Pa plašam se gdje je nosi. Ja uzmem mačku, uhvatim ovako ispod miške, ona visi dole do ovdje. I odem, sklonim mačku. Tamo krenemo kad ona naišla crna jedna mačka. Skoro sam ova šarena bila. Evo opet mačkata. Ja krenem, veliki brat, i ja odustajem. Ja odustajem, ja ovo ne mogu. A veliki brat mora lepa, mora zadatak da se izvrši i tako, eto to. Da, така и ве доживеавме како една многу искрена и праведна жена која не знае да лаже. Јас лично така ве доживеав. Ja sad uđem u ono ispovedonicu i sad ima dole da se sedne, a ima i gore ono višle kad neko još ima da sedne ovdje i ovdje. I sad ja ne znam, pošto prvi put sam u realitiju, ja lepo uđem, on me pozove, ja uđem i ovo preskočim i popnem se gore, sednem. A veliki brat kaže, lepo je se sigurni da se sedi tu. Ja rekao, nisam sigurna. I onda siđem doli i sednem. To je bilo ludnica. Da, prekrasno, navistina. Ja volim smeh, volim da se družim, dosta sam i duhovita i tako. Убаво што се посетивме на едни времења кои ви причинувале голема радост и тоа дружење навистина е на интересна и неверојатна форма на забава, посебно толку време на исто место со исти луѓе и ви посакувам уште многу такви да ви се случат до крајот на вашата кариера. Обично си подаруваме нешто со гостите пред крајот на секое издание. Јас на македонски нема ништо да ви подарам, но ни одбрав еден прекрасен роман, едно рандеву кое што верувам дека убаво ќе ви... Нисам баш неке читалац. Но некогаш може би и ќе да вас по нешто од моето творештво за нашите гости пред самиот крај на емисијата. Ни остана само уште толку време да ви ги честитам празниците. Можеше и да донесам и книгата му. Да, во некој наредно издание. На друга тема ние пак ќе си се дружиме. Да им ги честитаме празниците, да ги поканиме уште еднаш во Дион сите оние љубители на добрата песна и фанови на господјата Лепа Лукич. Значи утре и задутре навечер можете да се дружите со сите големи хитови нејзини. Резервирајте си место на време, знаете, Дион, на кејот, на градскиот кеј во центарот на градот. Да ги поздравиме Зона Мебел, кои што ни направија фантастична гарнитура. Беше црвена, сега е бела, односно крем боја, шампан, која совршено одговара и со оваа прекрасна нивна фотелја. Честитки за нив за новогодишните празници, благодарност до Джулија Акустик, која секоја емисија ја прават поинаква, поубава и помузички богата. И се разбира на сите граѓани на Република Македонија и на оние кои што не гледаат во странство, кои што не следат преку интернет, во нивните компјутери, во нивните телефони. Ја знам дека ве имам и пишувате постојано и ви благодарам за огромната поддршка. Да ви посакам се што беше неубаво, се што беше тажно, се што беше лошо за паметење, оставете го во 2018-та, прегрнете. Да го заборават.
Да, прегрнете ја 2019 со широко отворени раце и прегратки. Имајте убави желби, направете добра агенда како да си го стартувате новиот годишен циклус и верувајте во себе за и другите да веруваат во вас. Прекрасни мои, ви благодарам многу што и денеска ни го разубавивте ова убаво неделно попладне. Прво ти посакуваме здравје, како прво. Благодарам. Тоа ми треба најмногу. Да. Да. После се знае што следи. Тоа двое се не одваја. Па нема да се лутам и на пари, да ми дојдат така некои посебно непланирани пари, да. Само каже, да се живи здрав, биće para. Како ќе бити? Да. Па некад падну и се неба. Неće да падну. И парите се енергија. И тие се енергија, ама треба да ги сакаме, а не да ги игнорираме. Велат, немој да ги мразиш парите затоа што ги немаш. Сакај ги за да ти дојдат. Не треба богати да се создаваме сами на себе. Джулија Кустик, чекам на вас, се одјавуваме и се разбира наредната година на Бадник, се гледаме повторно на истото место во истото време. Довидување. Don't you come back no more, no more, no more, no more. I hit the road, Jay. Don't you come back no more. I hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. I hit the road, Jay. Don't you come back no more. Oh, mama, no, mama, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't you treat me this way. 'Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, it's understood. Ain't got no money, you're just no good. Yes, if you said so, I had to pack things and go. That's right, hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. 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 Don't you come back, don't you come back, don't you come back, don't you come back, don't